Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели! Ние ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим сме подготвени за новиот рецепт на денот. Инаку да ви кажам, нашиот амбиент е многу пријатен, тука уживаме, покрај топлото огинче и персоналот, буквално сме овде сите на готов да си почнеме со новиот рецепт на денот. Сега следуваат денови на постењето, тоест постни денови до Божик. Еве во вкусот на традицијата ќе ви дадеме еден рецепт, ќе ви го прикажеме како се подготвува, да ви помогнеме во изборот. Затоа што знаеме нели кога е постно, во деновите кога може да се јаде риба, или најчесто и најбрзо ни е туна, сардина и така натаму, као леле пак ли ќе ја јадам вака, нели? Чиста. Јас ќе ви предложам за вашиот пост мусака со туна. Нешто прекрасно, убаво, кремасто, сладко. Ќе се изненадите колку е вкусен овој рецепт. За да го направите овој рецепт, вас ќе ви биде потребно 600 грама компири, излупени и насечкани како за мусака. Една главица кромит нарендана, 2 моркови рендани. Ќе ви треба една кесичка постна крем супа од печурки. Неколку лукчиња, една супена лажица брашно, 30 грама ориз, една конзерва туна, значи со една конзерва туна вие ќе направите една тава мусака. Зејтин, масло по потреба, сол, малку оригано или медитерански зачин. Ставете, значи да има рузмарин, да има босилек, таа мешавина. Малку мешан сув зеленчук, една лажица црвен пипер и малку буковец и 2 чаши вода. Ајде сега да преминеме на работа. Сега кромидот ќе го нарендам. Ќе го нарендам и тоа и морковот исто, заради тоа што треба да биде така кремаста, значи да немам сем што ќе биде туната и компирот насечкан. Ќе ставам сега масло да се грее, ќе ви треба едно тавче и една земјена тава. Околу 100 мл ставам масло. Сега малку ќе поплачете за свекрвата. Така. Што не може да се наренда, ставете го се и тоа за да не останува. Така. Да гледам нагоре. Морам да мижам. Така. И морковот право ќе го нарендам. Ова другото ќе го насечкам. Значи само малку се пропржува кромидот со морковот. Многу малку, затоа што после ќе се пече тоа околу час и половина. Ова може ми за некоја чорба да го искористам. Ете така, да. Ова ќе го искористам за чорба, може и за салата. Да го соберам убаво, тоа што е рендано. Ајде така. И сега го ставам во загреано масло. Ете така. Нека се пржи. Ова повеќе нема да ми треба.
Додека тоа се пржи, јас ќе ставам масло на дното од земјената тава и ќе ги наредам компирите. Да го покријам дното, значи 600 грама компир. Ќе ги земам овие поситните за да ги потполнам празнините. Така, мислам дека ќе ми стигне. И за вториот ред од озгора. Ајде да видам до каде е ова. Супер. Одлично, сега ќе му ги додадам зачините. Сол. Така, малку оригано. Малку буковец. Така, малку мешан сув зеленчук. Па посебно во постните јадења и сакам да ставам повеќе затоа што ми дава убав вкус. Така. Сега ќе ви кажам, лукчето ќе го фрлам цело, за да не добие, или вака може барем на половинка. Барем на половинка, да не дојде многу на лук, туку само да го обои вкусот и да замириса на лукче. Ете така. Колку е потребно, значи, една кесичка супа, крем супа од печурки, затоа што таков убав крема состав му дава на мусаката и дава нешто прекрасно. Па мислам дека и доволно ова. Да. Сега ќе му додадам малку брашно, оризот сега треба да се додаде, 30 грама, така. И тој малку да се испржи во маслото. Ете така. Така. И сега ќе му додадам малку брашно, може ти половина кафено, половина супена лажица, да не е цела, затоа што сепак ќе згусне и супата од печурки. И ќе додадам црвен пипер, една супена лажица. Така. Веќе ова е тоа. Веќе ова е вистинскиот, вкусот на црвениот пипер. И ќе ја додадам туната со се маслото. Ете така. Со една туна ќе најадете цела војска. Ако имате и две, ставете и две. Леле, колку е добро ова, како мириса од буковецот и црвениот пипер и лукчето. Доволно е. Ете така. Сега го ставам врз првиот ред компири. Така. Леле, како мириса. Ау, како мириса. Веќе туната има значение. И има вкус во комбинација со кромидот, со... Ајде да пробам. Премногу добро. Сега го ставам и вториот ред
компири. Знам дека оваа рецепта ќе ја сакате многу. Затоа што лесно и брзо се приготвува. Компир имате секогаш. Кој нема туна во фрижидерот? Сите имаме. И сега ни е достапна, не е скапа многу. Така. Ете. А имало уште едно. Ајде за него ќе направам место. Ете така. Супер. Сега, што правам сега? Ќе ја растворам супата. Ова лажица ја употребив. Ќе земам друга. Ќе ја растворам со вода. Таа мора да се раствори во студена вода. Значи мораме да имаме 2 чаши вода, да знаете. Затоа што имаме и ориз и супа од печурка која што ќе ја земе водата. Така, еве е растворена. Посипувам од озгора и другата чаша вода ќе ја налеам. Таман, еве, како што треба да се покрие, но на почетокот ќе печете затворена со капак, доколку ви е тавата, или ќе ставите фолија. Ќе ставам малку масленце. Ете така. Загреана рерна 250, потоа намалувате на 200 и печете околу 1 час, час и 15 минути. Значи, може и да намалите дури и на 180. На тивко нека си се крчка. Ова ќе биде ручек за мерак прстите да си ги излежеш. Ви останете со вкусот на традицијата, јас одам во рерна да испечам се ово што треба. Драги мои, кога ќе ја пробате оваа мусака, ќе си кажете какво месо. Леле. Погледнете што чудо е ова. Ајде да пробам. Како ми мириса, значи ми ветува од убаво по убаво ми ветува. Чудо некое, колку е ова добро. Дури не можете да препознаете дека нема месо во неа. Како е погодено. На сол, ама на се. Фантазија. Направете ја ова рецепта, оваа мусака. Топло ви ја препорачувам. Затоа што знам дека ми верувате на мене, а јас ви верувам на вас. Ова е вистинско уживање. Значи, гениален рецепт во текот на постите. Браво! Браво за господјата што ни го испрати овој рецепт. Навистина е нешто прекрасно. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Почитувањето е валута која што никогаш не губи вредност. На здравје и довидување!